Почитувани гледачи, старт на уште еден проект на Стопанската комора на Северна Македонија, нашата најголема и најбројна бизнес асоциација, и на трето уво познатата продуцентска куќа. Добро вечер за незиниот собственик Иво Јанковски. Добро вечер. Како сте, господне Јанковски? Благодарам, одлично. Ето, за убав повод сме тука, да почнеме еден нов проект заеднички, со што ќе ги афирмираме идните македонски бизнес лидери, луѓето кои што ќе создаваат додадена вредност на македонската економија и кои што ќе уносат ризикот на незиниот развој. Како дојдовме до оваа идеја? Иницијатор на идејата бев јас. Кај мене се јави потреба за создавање и креирање на некаков интересен контент во дигиталните медиуми, земајќи го во предвид фактот дека она што моментално се нуди се најчесто црни хроники, скандали и интервјуи со досадни луѓе кои најчесто немаат што да кажат, се разбира со чест на исклучоци. И имајќи во предвид фактот дека во Македонија живеат и работат луѓе кои успешно ги водат со години своите бизниси, како во земјава, така и надвор, а ги нема во медиумите, ги нема ни во традиционалните, ни во дигиталните медиуми, помисли дека можда би било интересно да се направи една афирмативна програма, презентација на таа фела, иако тоа се луѓе кои најчесто и не сакаат да идат на медиуми, знам дека се повлечени и ги си гледаат своите бизниси и друго не ги интересира. Но помисли дека можда треба да направам обид и прва адреса на која помислив да се обратам беше Стопанската комора на Северна Македонија, односно тебе лично, бидејќи се знаеме со години, а бидејќи тоа сметам дека е единствената институција која е некаков заеднички именител за сите бизниси во Македонија, дека токму тамо се случуваат главните, да речеме, главните текови од тамо тргнуваат главните текови во економијата, новите идеи, иновации и така натаму. И дојдов на идејата и се обратам да ти го понудам проектот. Ти ме сослуша. Имав само една дилема, а тоа е кој ќе биде водител на овој подкаст. Има во предвид јас некои мои два-три водителя, но знаев дека тоа најверојатно нема да одговори на нивото на задачата. И во моментот кога се договоривме дека токму ти ќе го водиш овој подкаст, навистина мислам дека целиот проект стана комплетен. Заради твоето долгогодишно искуство, заради твоите релации со тие луѓе, познавањето на бизнисот, на состојбите во Македонија и заради твојот имидж во таа фела. Така да во оној момент кога се договоривме, по тоа техничкиот дел многу брзо го договоривме и за кратко време стигнавме до тоа да Колку? камерите, мислам дека не траеше повеќе од недела и пол-две, од моментот кога се видовме до моментот кога почнавме да го снимаме. Тоа значи дека брзо и ефикасно работиме. Тоа значи дека си екзекутив и дека со тебе може брзо да се договори. И таа работа наистина многу ми е представила задоволство, бидејќи ја завршивме за релативно кратко време и верувам дека овој подкаст ќе биде навистина една свежина, ќе донесе свежина и ќе донесе малку, ќе има и едукативен и забавен карактер, бидејќи мислам дека многу мал дел од нашите гледачи имаат прилика да видат вакви професионалци, вако успешни луѓе од сите генерации, бидејќи има и помлади и луѓе кои се во сериозни години, но успешни луѓе кои го водат бизнисот на вистински начин, на правилен начин, го билдаат GDP-то на оваа држава, запослуваат луѓе, ја движат економијата напред и на некој начин тоа се нашите бизнис амбасадори надвор, бидејќи ако имаме амбасадори во областа на уметноста, мислам дека не помалку се и овие амбасадори на македонската економија. Така е. Значи, дојдовте на право место со идеја, брзо беше тоа завршено. Зошто го прифатив јас предизвикот? Предизвикот го прифатив затоа што дојде од професионалец,
дојде од област која што нема врска со бизнисот, али и самата бизнис, затоа што ние често тука не знаеме да правиме разлика и добро е низ едукативни ваква настани да се објасни тоа дека и во тие индустрии се вртат пари, и тука се прави профит, и тука луѓе заработуваат и така натаму, и дека се треба да гледаме како бизнис. Ако успееме преку овој проект тоа да го докажеме и ова за лидерите, бизнис лидерите во наредниот период, мислам дека ќе успееме. Меѓутоа, тука покасно ќе разговараме повеќе, има и една димензија која што е врзана за вашиот проект М2. Да. Тоа значи дека вие направивте огромен чекор на планот на регрутацијата на млади кадрови во областа во која што работите музиката, кои што после станат звезди. Да, Н2 е еден и единствен проект досега во историјата на македонската музика, каде што продукцијата М2 која се состоеше од Дарко Димитров, нашиот најпознат композитор на поп музика, и јас имавме уште еден странец во екипата Ентоник Бадамоси, кој живе и работи овде. Одлучивме да за прв пат во Македонија на младите и талентирани момчиња и девојчиња од негде возраст од 16 години нагоре им дадеме шанса. Шанса со големо Ш, бидејќи никој никогаш на тие деца никогаш не им дал шанса да запеат и да ги изведите од темница на сцена. Така е, тоа енглезите го викаат from zero to hero. Значи, момци и девојки кои имаат талент, имаат огромен, некои од нив навистина беа огромни таленти, имаат желба, имаат волја, имаат се, само немаат пари. Бидејќи као музиката, како и се друго, кошта. И тука избегува? И од тука се појавија во циклус од некои 6-7 години се појавија моментално најпознатите македонски пејачи, односно најактивните. Излегува големи звезди. Прво се појави Туна, која е моментално живее и работи во Косово, но е голема звезда во Албанија, на Косово. Веќе работи доста и надвор. Една од најпознатите македонски поп звезди тоа е Елена Ристевска, потоа Ламбе Алабаковски. Имавме уште плејада многу момци и девојки кои и ден денес, ако влезете во било кој скопски кафич, бар, ресторан, свират и ги забавуваат гостите, живеејќи од она што го работат. Јас често кога ги сретнам, ги прашувам како им оди, тие имаат по 4 до 5 настапи неделно. Практично ги успособивте да можат сами да... Тоа е професија. Значи, они сега по професија се музичари, некои од нив компонираат, некои пеат, некои снимаат, но тоа е една плејада на момци и девојки кои, благодарејќи на М2, успеа да го остварат својот сон, што е мислам дека и најважно за еден млад човек. Слично на твоето искуство, јас не преку школа, али преку животот, најмногу време посветив на создавање на кадар. Многу од тие луѓе јавноста ги познава денеска. Дел од нив израснаа уз мене за време на моето преседалствување со младината на Македонија и на Југославија. И ако ги споменам нивните имиња, сигурно ги знаете. Градоначалникот на Велес, бивш Аце Коцески, градоначалникот на Карпош, Стефче Јакимовски, Ангелка Пева Лауренчич, собственичката на PR, на Имидж PR. Во тоа друштво можат да се стават и новинарите Оливера Трајковска, покојниот Николче Младенов, кој го водеше нашиот вестник, тогашен млад борец. Па тука се луѓе кои што после изградија големи политички кариери, како председателот Иванов, кој што беше во председателството. Па тука е универзитетскиот професор, кој беше со нас во Белград, Димитар Герев, кој што така направи завидна кариера. Тука беа уз нас и врвни интелектуалци од типот на Панде Лазарески, кој беше и амбасадор, па на Љубомир Сусуловски, на низа луѓе кои што дава подршка и поттик, Нано Ружин, Љубомир Фрчковски и така натаму на тоа движење младинско.
Така да, тоа ми представува особена чест и задоволство, што сум можел да се другарувам со нив, да влијам на нив и тие да влијаат на мене и да учиме едни од други. Додека во младната на Југославија, тука имаше врвни имиња кои после стана и председатели на држави, на влади, милиардери и така натаму, кои што израснаа во тоа. Така беше и за време на моето директорување со хотелот, првиот хотел со 5 звездици Александар Палас, каде изградивме и школа за тие лидери во областа на тоа на менеджментот во хотелиерството високо. И сега ова што ќе го гледаме во подказот, практично едни бизнес лидери кои измене во овие години уназад израснаа на своите места, во своите фирми у Стопанската комора на Северна Македонија. Мојата мајка секогаш викаше најтешка е професија да бидеш родител, да создаваш кадар, да создаваш луѓе, затоа што тоа не е нешто што можеш да го така обликуваш како сакаш. И мислам дека е тоа една голема и успешна мисија која што наместо цидови раѓа величини кои што се живи и кои што како паметник потсеќаат на времињата кога си бил заедно, ти даваат сигурност во иднината и секогаш ти стојат на располагање да ти помогнат кога треба. Така да и таа врска, мислам, uz тој разговор беше пресудна да влеземе во овој проект заеднички. Така, јас сметам дека предприемаштвото и, односно, приватните бизниси во било која земја се од огромно значење од повеќе аспекти. Прво заради тоа затоа што запослуваат луѓе, значи тоа се цели фамилии кои живеат од таа работа. Потоа сметам дека тие се здрави бидејќи ја потикнуваат конкуренцијата. Конкуренцијата е многу битна работа затоа што таа носи поквалитетни производи и услуги, носи поевтини цени и го зголемува стандардот на живење на луѓето во една средина. Има уште многу придобивки од приватниот бизнис, особено соработката на приватниот бизнис и јавниот сектор, исто како дел од начините, односно алатките да се подобри општата состојба во една земја, така да сметам дека овие луѓе кои ќе ги представиме во овој циклус се оние кои се двигатели на економијата во Македонија и таквите но кои што преземали ризик. Така е, ризикот е уствари дел од секој бизнис, секој приватен бизнис. Некои ризици се навистина големи, некои фирми пропаѓаат, некои продолжуваат, но ние зборуваме за успешните истории, ќе зборуваме за успешните луѓе, за оние кои влегле во големи сделки, кои направиле големи проекти, кои запослиле многу луѓе и кои и покрај големите ризици продолжуваат и одат понатаму, ги билдаат своите бизниси, го зголемуваат обемот на производството, извезуваат, ги плаќаат сите давачки кон државата и го полнат буџетот. Има многу дефиниции за бизнисот. Јас најмногу сакам таа која ќе кажеме дека е тој кохезионо ткиво на балканските простори кој што гради мостови и кога политичките елити се во сукоп. И не остава да се затварат границите и да остане тоа така. И има многу книги напишано, многу стручни работи напишано, стручни трудови. Има разни дефиниции. Меѓутоа, една е како врв на сето тоа, као покрив стои, а таа е дека колку поголем ризик, толку поголем профит. Значи, тој што не е спремен на ризик, не треба да влегува во бизнис. И мислам дека, ако таа дефиниција ја земеме, како основна идеја на тоа, на сите луѓе кои што постигнале резултат во тоа, треба да му се честита и треба да представуваат пример на кој ќе се одгледуваат младите, а не као досега да представуваат луѓе кои што треба да се страмат дека оствариле одреден профит и богатство и дека имаат пари и на тој начин да
бидат наместо стимулирани, дестимулирани во својот развој. А бизнисот представува основ за поголем животен стандард. Согласен сум со тоа, се слагам. Јас познам многу успешни луѓе кои исто така се обидуваат малку да сликата за себе да покажат во една поскромна варијанта од онаа која може да си ја дозволат. И мислам дека за среќа тој, како да кажам, тој наратив дека сите треба да сме еднакви и дека побогатите знаат да бодат точи и така натаму, дека тоа полека ќе исчезне, затоа што мислам дека помладите генерации го разбираат овој принцип на тоа дека ако некој влегол во ризик, инвестирал средства, го инвестирал својот живот во некоја работа, дека е логично да не заработува просечна плата или не знам, него ќе заработи онолку колку што се вложил и колку што ризикувал во животот. И инвестирал, се разбира. Така да, мислам дека тоа е, се сеќам јас на период... Тоа се фази. Тоа се фази. Се надмину. Се сеќам на тие периоди кога беше, така имаше една, побогатите имаат третман на малку во една негативна конотација и гледа луѓето, затоа што беа сите... Не малку, него повеќе. Да, бевме скоро сите... Беа као осудени и на денат и на еден колец и треба секој да поминува и да клюка по нив. Мора постојано да објаснуваат и да се правдаат зашто се да, што е навистина неприфатливо, бидејќи пазарот е отворен за секого, секој што смета дека може да влезе во бизнис, нека повели, нека влезе со инвестиција, нека искреира некоја... Па и ако сгреши, може да биде казнет, а ако направи кривично дело, ќе одговара. Али тоа е степенот на ризик на кој што зборуваме. Значи дека треба да е спремен да ги плати сите давачки кон државата, да ги плати сите вработени. Многу луѓе ме прашуваат има ли Македонија луѓе со предприемачки дух. Знаете што им кажувам? Има, ама многу малку, за разлика од државите каде што бизнисот представува начин на живот. Такви нации постојат, такви држави постојат. Кај нас тоа се изолирани примери на луѓе кои што се обидуваат сами да ги пробијат барикадите и блокадите кои што постојат, затоа што ние уште сме обременети со голема, огромна администрација, со партизации, со, да речем, пиар активности и така натаму. И сето тоа создава ситуација во која што ти натрупува трошоци во работењето, а основната работа не е ти да се заштитиш од нив, него да извезиш производ со додатна вредност кој што ќе биде конкурентен на пазарот. А тоа може да се направи само ако ги смалиш на минимум трошоците што ги ствараш во сопствената држава. Сега во таа работа многу луѓе забораваат дека крајната цел е да продаеш производот, да создадеш, а не да се бориш против негативностите во сопствената држава. Тоа треба да се го направат владата и политичките елити кои што доаѓаат на власт. Така да мислам дека поминавме еден сериозен период во тие борби, извоевавме повеќе чекори напред и мислам полека и Македонија ќе добие некаков облик кој што ќе овозможи силен притисок на јавноста врз власта за начинот на трошењето, за начинот на растурањето на општественото богатство и така натаму, и ќе ги усмери тие средства во намалување на трошоците за да бидеме поконкурентни. Дали во вашата индустрија се чувствуваат овие работи за кои што зборувам? Затоа што и таа е индустрија која што носи и врти пара. Точно е тоа, меѓутоа по обемот на буџетите и по обемот на цифрите кои се вртат, скоро да и не може да се нарече бизнис, споредувајќи ги со овие цврсти бизниси за кои зборувавме до сега. Али не може да се спореди тука кај нас. Апсолутно. За на кај светско? нас на светско ниво не е така. На светско ниво е сосема поинаку. Има повеќе причини за тоа. Прво, ние сме многу мала држава, пазарот е со прилично, речем, таа индустрија е во зачаток. Мислам, постојат многу
уметници кои се трудат и да влезат, има и етаблирани, но ако и погледнете цифрите кои се вртат, се многу помали. Например, Србија, која е само 4-5 пати поголема од нас, тамо имате меѓу музичарите еден куп милионери. Во Македонија нема ни еден. Просто. Ако тргнете на светско ниво, светскиот обрт за минатата година беше негде околу 39 милиарди американски долари. Во Европа е негде околу 8 милиарди. Само стриминг платформите прават околу 19 милиарди американски долари. Настаните. Апсолутно не Концертите може. големи. Концертите носат околу 35 милиарди долари годишно. Оваа година приходите од рекординг индустријата се очекува да стигне дури 34 милиарди, што е негде скоро за 10% зголемен раст во однос на минатата година. Така да тоа е сосема друга, значи други услови, други величини, други услови на пазарот. Али се вртат. Се вртат како не се... Исто како што се врта и во спортот. Како не, па на светско ниво веќе имаме, не знам и дали се бројат колку и милиардери, тука се не знам Jay-Z, тука е Taylor Swift, тука е Брус Спрингстин, за Пол Маккартни да не зборувам, скоро сите поголеми звезди за кои знаеме, сите се веќе тендираат да стигнат околу милиарда, што се незамисливи цифри за било кој балкански уметник. А Македонија па како една од најмалите на Балканот можете да замислите. Така да тука не можеме да зборуваме за бизнис, но повторно Но е бизнис. Но е бизнис затоа што луѓе живеат од тоа. Се додека има луѓе кои живеат од тоа, композитори, музичари, изведувачи, пејачи, кои живеат пристојно од тоа, сепак значи дека иако живурка во однос на другите индустрии, сепак мислам дека доаѓаат подобри времења, гледам дека сите концерти се почесто sold out, значи продадени, скоро и да нема карта за ниеден настан, во сите области на музиката. Не зборам само за фолк, поп или не го гледам дека веќе и балетските представи и оперските представи се често распродадени, што е добар знак. Тоа значи дека некако расположението кај луѓето се враќа, дека се спремни малку да одделат од буџетот и за култура. Кога го отворивме Александар Палас, ако можам да се сетам првите месеци, гостени беа фудбалерите на Парма. Висчините игра или со Вардар, или со победа во купот на европски шампиони, или во купот на УЕФА, не знам. И отидоа сите фудбалери на тренинг, јас седам со еден од персоналот на Гелендерот на прв кат и гледам долу и се шета Павел Недвед. Тоа е светска звезда, кој што беше продаден од Лацио во Јувентус месчини за 30 милиони марки. И коментира мене го Павел Недвед, а тој до мене вика, он е поскап од хотелот. Што значи да дадам една споредба дека пари се вртат не само во бизнисот, се вртат секаде. И тоа е една од, да речам, целите која што сакам да се постигне во нашата држава, да секаде се зборува за бизнис, да бизнисот биде во сите пори на нашето живење, да стане начин на живот, така ќе имаме сите од таа работа, ако го подигнеме нивото на животен стандард. Се слагам. Често, кога го споменувам твоето име, луѓето зборуваат и се сеќаваат и ти си синоним на успехот на нашата легендарна и најдобра група до сега Леп и Сол. Како дојде до тој спој? Јас бев долги години бевме неразделни другари со членовите на Леп и Сол, особено со Владко Стефановски, со кој ден денес другаруваме на ист начин како и порано, иако веќе не сме заедно во некакви деловни врски. И потребата од менаџер на секоја сериозна рок група е практично незамисливо да функционира без менаџер. Тоа е нешто што е, напросто, менаџерот е петиот член на бендот, ако се четворица. Тоа е човек која дели судбината на групата,
човек кој патува со нив на дневна база е со нив, значи ја дели нивната судбина, нивните проблеми и всушност тој е човекот кој наоѓа работа за нив. Јас кога почнав да работам со Леви Сол, они веќе беа познати, не беа. Која година беше тоа? Тоа беше негде пред 90-та, да речеме 89-90. При крајот на Југославија. При крајот на Југославија и тоа беа можеби последните и најуспешни години на групата, затоа што веќе групата имаше изградено име, но фалеше човек кој ќе ги брка работите, не зборам толку за Југославија, толку за надвор. Мојата цел не беше да тие бидат југословенски звезди или некакви балкански звезди, бидејќи тие веќе беа познати. Мојата цел беше да толку квалитетна група успее да стане светско име. И во таа цел стигнав до негде. Не можам да кажам дека успеав 100%, но во тие години додека работев со нив, Леви Сол настапија на најзначајните светски сцени. Ние свиревме неколку пати во центарот на рок-н-ролот, тоа е Лондон, и тоа во најпрестижните клубови, како што е Рони Скот, како што е Риверсайд студио, како што е Одеон театарот, каде што инаку сум модел, сум ги гледал, не знам, Елтон Џон или некои други. Така да, на тие сцени Леви Сол свиреше. Тоа го направивме во Париз, тоа го направивме во Њујорк свира дури и во најлегендарниот клуб на тој град, тој се вика CBGB, каде што не постои поголемо светско име што не се појавило. Не знам, во Парадизо свиревме во Амстердам, свиревме во Нью Монинг во Париз, да не ги редам сега сите, но Леви Сол стана... Затоа ве немаше тука кај нас. Така е. Навистина бевме нон-стоп на некакви дестинации, на фестивали, на експоа. Леви Сол стана препознатив бенд кој, мислам дека стана бенд кој ги поврзуваше сите оние кои живеа надвор, а беа од разни делови на екс-Југославија. И концертите на Леви Сол всушност беа место каде што уживаа сите заедно. Немаше тука ни политика, ни омраза, тоа беше место за забава, за разонода и за уживање. И скоро да немаше концерт кој не беше однапред распродаден. Имавме таа среќа да го фатиме тој период кога луѓето беа малку раселени, така да каде год да свиревме, значи дали е тоа американскиот континент, Торонто, Њујорк, Австралија, Македонија, било каде ние немавме проблем со публика. Но не сакам да кажам уште нешто. Нивната музика не ја ценеа само нашите иселеници. На концертите на Леви Сол доаѓа, да речеме, новинари на лондонски Independent, на њујоршки Newsweek, на холандски весници, на телевизии, и тие луѓе пишуваа во суперлативи за Леви Сол. Значи, зборуваме за новинари кои нити знаевме кои се, нити кој ги пратил. Затоа што ние имавме распродадени концерти каде што, ако вие го распродадете Рони Скот, тоа брзо се дознава. И тие луѓе доаѓаат да видат кои се. Јас дури имав, се чудев, гледам еден дечко ги слика цел концерт. И на крај му придов, викам, извини, зошто толку многу ги сликаш, од кај ги знаеш? Вика, јас сум пратен од Independent, ки има утре, вика, ки има артикал во Independent за Леви Сол. И ја едва го дочекав тоа да го купам. Утрената стварно имаше фантастичен напис. Ме импонира придна посета на Опатија, јас многу често одев таму затоа што се работев како генерален директор на Александар Палас со Либурнија Ривиера Хотелс. Тоа беше организација со 36 хотели таму. И имаше во центарот на Опатија една кафана, се викаше Скопје, и често одевме таму се собива. Односно, како пријавница беше, треба да се пријавиш таму, кога ќе одиш. И гледам седи Владко Стефановски со Бугаринов, Теодосиј Спасов, да. И сега вели нема бегање, вечер имам концерт на Кастав горе и мораш да дојдиш. Да, реков, сега нема бегање, идам на концертот и јас очекувам да биде тоа некој објект. Тоа алтернативна сцена поставена и луѓето дојдени и седат на зидините, кои што се полусрушени, така натаму. Значи, тоа е она алтернативна сцена што многу пати ја користеше Леви Сол и кој што со тоа се доближуваше до сите. И млади луѓе полегнати со собрани нозе, како хипици,
таква гледка оставаја, такво почитување према нив двајца искажуваа, да беше стварно фантастично да го гледаш. Јас додека бев во Александар Палас многу помагав да и уживав да уметниците ми бидат присутни тука и побарав помош која дојдов во комората, која беше на најниско ниво, да направат нешто за афирмација на институцијата и ние ги нарековме 9 тогаш амбасадори на Стопанска комора, меѓу кои беше Владко Стефановски, беше Весна Илкова Гинова, беше Есма Реджепова, беше Тоше Проевски, беше Синтезис, беше најдобрите наши уметници практично. И мислам дека го бележа тој прв мандат наш со популаризирање на комората, со настап на наши настани, инвенти и така натаму, дадоа големо значење. И се сеќавам кога ќе седневме после тоа да другаруваме на некои вечери и така натаму, сите ќе кажеа дека каде да слеташ во Европа ќе најдеш цедиња со Есма Реджепова и со Владко Стефановски. Да, точно тоа. И тоа го признаваа, као Да, почит беше као. Така, јас истото сум го констатирал, значи на разни аеродроми низ светов, пошто имаат тие продавници за цедиња, за плочи, за винили. Дури тоа и го кажав во една прилика на Есма. Јас имав прилика да работам и со Есма и со сите овие кои ги спомна пред малку. Но мене беше голема чест на вистина кога некои албуми на Владко ги издав лицензно за странски, за њујоршка компанија, за европска компанија. Што значи? Тоа значи дека песната негова, да речеме Gypsy Song, е издадена за едно од би рекол, атрактивните изданија кои се викаат Gypsy Caravan, на една најпознатата њујоршка издавачка куќа се вика Putumayo Records. Тоа значи песната на Владко ја ставаат на една компилација која се вика Gypsy Caravan. Или песната, не знам, на Стојне Бремоме Кочанско, на Кирил Џајковски и Вања Лазарова, за едно од најпознатите француски издавачки куќи. И кога Есма беше исклучок, Есма имаше цели нејзини албуми, и таа беше дури на насновната страна на една компилација на ромски пејачки која се викаше Gypsy Queens, и на коверот од петте најдобри европски, она беше на коверот од сите тие 5 пејачки. Така да, ние имаме, немаме многу, но имаме и уметници кои успеваат надвор, и мене ми е големо задоволство кога ќе очувам тоа, бидејќи искрено најголемиот дел од мојата кариера го посвети во промоција на македонски уметници надвор. Тоа ми беше целта и тоа мислам дека на успешен начин го работев, бидејќи ако го земам во обзир тоа што го направи со групата Леби Сол, со солистичката кариера на Владко Стефановски и неговото трио, со групата Анастасија, со Вања Лазарова, до негде со Кирил Џајковски, можам да кажам дека тоа се на некој начин можда и главните музичари кои успешно работеа надвор. Би сакал уште тука да не смеам да го пропуштам Симон Трпчевски, кој е, мислам, она број 1 во моментов, свири на сите 5 континенти, потоа можда Ана Дурловски, не знам, Четка Родохрид и така натаму. Има уште неколку, не би сакал да ги пропуштам, но оние со кои јас работев, мојата главна цел беше тоа. И практично тоа ми донеси најголемо задоволство и сатисфакција. Во еден момент кога сватив дека во рамките на што е возможно, тоа успеавме да го направиме. Потоа Леби Сол се растурија и тоа во одредена мерка ја смени работата, но продолжив со Владки, продолжив со други уметници, потоа го направивме со Дарко М2, па после тоа тргнав во други бизниси и така. Што се случува после смртта на Тоше Проевски со македонската музика, како да стагнира? Не знам, некако после неговата смрт некако као да се подели времето пред и после тоа. Како да наеднаш младите композитори ги снема, дали отидоа на други страни во светот и така? Некој отидоа, меѓутоа не е тоа причината. Некако мислам дека знаеш како, кога ќе влезеш во светот на музиката,
не можеш да се надеваш дека веднаш ќе живееш од тоа. Треба еден долг период да се издржи, упорно да се работи, да се пробува, значи по илјадити пати и повторно, се додека се разбира кога имаш квалитет, се додека во еден момент не успееш и не почнеш да живееш од тоа како што треба. Но добар дел од нив после првиот неуспех се откажуваат или наоѓаат алтернативна професија од која ќе живеат сигурно, па ова им станува хоби. Така да тоа е, како да кажам, тоа на одреден начин ја прави работата да, бидејќи Македонија е многу мала територија, за кратко време се појавуваат звезди, уште побрзо не стануваат, односно исчезнуваат, затоа што се појаваат нови, пробуваат, па не знам, ќе сватат, ќе се разочарат, нема везе. Основа е на квалитетот, ако имате квалитет, ако имате енергија, упорност и храброст да се посветите на тоа што го сакате, јас во оваа прилика ги советувам сите млади да продолжат да се бават со тоа што го сакаат, дали е музика или било кој друг бизнис, тоа е едно од основните правила. Значи, мораш да идеш до крај и да си бескомпромисен во обидите. Рековте на предходното прашање дека покрај тоа се бавите и со бизнисот и со други работи. Да. Така, на што мислевте? Па јас некако во годините се занимавав со многу различни работи врзани за работев едно време со медиуми, бев и власник на некои медиуми, работев многу сакам да работам документарни филмови. Со документарните филмови прилично дури и успеси постигнато. Немам многу, но имам неколку филмови кои се на одреден начин поврзани со музиката. Некои беа посветени на нашите најпознати македонски народни инструменти, некои беа посветени на музичари, како што е филмот за Вања Лазарова, со Маки сум се родила. Некои беа посветени на Македонија. Така да во последните 10 години развиваме еден проект кој се вика Wonderful Macedonia. Тоа е една серија на книги посветени на Македонија, монографии, но исто така и филмови. Филмови тоа на разни фестивали, тоа се специјални фестивали за туристички филмови, каде што постигнаа наистина неколку поголеми успеси, дури и награди и така натаму. Така да тоа е проект кој се развива прилично сериозно. Имаше еден документарен филм за една песна која што на Балканот сите се присвојуваат. И ние кога ќе одиме балкански коморски лидери, си ја пееме секој на свој јазик. Имаше снимено филм. Да. Го гледав, али не знам чија продукција беше. И секој викаше, кој одеше, ова е наша песна, ова е наша песна. Сега имаме анекдота околу тоа. Да. Пред многу години имаше еден состав кој беше една група која се викаше Балкански коњи, Balkan Horses. Балкански коњи. Зашто? Затоа што во нејзе членува 9 музичари од 7 балкански земји. Значи имаше тука турци, грци, бугари, румуни, срби, македонци, хрвати, така. А каде им беше седиште? Немаше седиште, се собра во Бугарија, се го спремја материјалот, од Македонија, македонски представник беше Владко Стефановски. Иначе свира, значи, стварно беа сите врвни музичари. Врвни беа сите. Проблем беше да се состави турнеја, бидејќи во еден момент мора сите имаат бизнеси, сите работат различни работи, имаат групи и така натаму, но направивме една балканска турнеја. На концертот во Скопје, концертот јас го работев во МОП, беше распродаден, беше стварно фантастичен, затоа што свира различни песни, свира некои грчки, некои бугарски, некои хрватски, но свира најмногу и македонски, значи овој мелос, бугарски, македонски, српски и така. После концертот ги однесов на вечер у Дебармало. И бевме седнати, значи цела група и уште некои гости. И во Дебармало помируваат, постоја едни двајца, мислам дека веќе ги нема, двајца музичари кои свира од маса на маса. Тезгари. На гитара. На гитара и на мандолина. Дојдоа до нас, бидејќи бевме ние единствени, мислам дека беше досадна вечер, пошто после концертот бевме на вечер. И земаат да пеат песни, македонски. Како ќе ја запеат некоја песма, не знам, бугаринот ќе ја продолжи на бугарски, србинот на српски, гркот на грчки. Значи, сакам да кажам, за некои песни не се знае од каде се. Мислам, не се ни македонски, не се ни српски, тие се
песни кои се пееле со години на Балканов, но тој мелос е навистина препознатлив и многу квалитетен. Значи, ние имаме стварно добра музика. Сега зборам за најизворната. Ова што сега се случува со оваа, да речеме, турбо фолко, тоа е нешто што навистина уништи добар дел од еден добар квантум од младите слушаат такви глупости, мислам, тоа е тотален кич кој не вреди ништо, но тоа е сега тренд и тоа се концерти кои се најпосетени за жал. И очигледно дека тој вирус дојде во Македонија и тука веќе нема забава ако не се... Што значи тоа, колку пари, толку музика? Тоа е еден термин кој не важи само во музиката, во све важи. За све важи. За све важи. Тоа е една одлична изрека, дека колку ќе платиш, толку ќе добиеш. Толку ќе добиеш и тука нема бегање од тоа. Тоа е народна мудрост, но изразено во музика тоа е точно. Тоа е колку ќе платиш, толку ќе ти свират музичарите. Многу имам прочитано поговорки и во дел од моите книги имам и ставено од нив, али мислам дека се тие плод на искуство и нема промашај. Точна е дефиницијата, сигурно. Али врв што сум прочитал е кинеската народна поговорка: немој да на човека му даваш риба, научи го да фаќа риба. И она за што ќе се залагаме и из овој проект кој што одиме е токму тоа. Тие што научиле да прават пари, тие што научиле да водат фирми, го решиле прашањето и за себе, и за државата, и за општината, и за фамилијата и така натаму. Да преминеме на некои теми кои што секојдневно ги споменуваме, ги анализираме, а никако да добијат форма на некаква стратегија и промена. Мислам на одредни манифестации во Македонија, кои што се врзани за Охрид и кои што се врзани за Охридско лето, за други, да речем, манифестации кои што постојат со години, а тешко се реформираат. Зошто? Не го следат текот на времето. Мислам дека главната причина за тоа е што обично се поставуваат тамо фигури кои се најчесто политички фигури или некакви луѓе кои немаат реален допир со музичкиот бизнис. Тие го... И со други. Па и со други, затоа што тие, гледам, според она што, ако ја погледнете програмата на Охридско лето... Иста е од 60-та година. Па, углавном тоа се некакви, не знам, најчесто анонимуси доаѓаат кои не значат ништо, повремено, со честни исклучоци, не знам, ја погледав Карера, си гледав исто така еден куп. И за тоа повторно средства ќе обезбедеа големите компании во Македонија. Да, се разбира. Ако ги прашате нив, они постојано ќе ви кажат, знаете што нашиот буџет не дозволува и така натаму, но сметам дека со добар менеджмент дека може тој фестивал да прерасне во комерцијален фестивал, кај што може да доаѓаат големи имиња кои би имале поскапи влезници, кои би донели голем приход не само за организаторите, туку и за градот. Така да, ние имаме постојано примери дека доаѓаат големи звезди кои не се дел од Охридско лето, па го полнат Охрид. Зашто да не може да... Тоа значи да може да се индивидуално донесе. Така е. Така. Ако можат индивидуално, може да се дели и од програма. Размислувал ли Иво Јанковски нешто да направи на тој план? Нели ти долги години имаше Balkans Music Square, како се викаше? Balkan Music Sphere. Јас работев 15 на години еден фестивал во месец август во Охрид, во Античкиот театар. Тоа беше веројатно еден од најпосетуваните фестивали во Охрид, бидејќи траеше некоја година 2, некоја година 3 дена во континуитет, доаѓа по 6 до 7 групи од цел свет. Тоа не беше, се викаше Balkan Music Sphere, но доаѓа гости, не знам, имаше сигурно и балкански бендови, но секогаш имаве некој ексклузивец, имав дури од Бразил, од Португалија, од Франција, од Германија, од Турција, значи од секаде, од цел свет. И тоа беше еден од најпосетуваните настани во Охрид, бидејќи беше, мојот императив беше да нема влезници, да биде влезот да е слободен. Со тоа третово некако се заблагодаруваше и даваше некаков респект кон публиката на третово, бидејќи јас со години имав
еден квантум на луѓе кои ги купуваа моите изданија, кои доаѓа на сите мои концерти, се разбира комерцијални, и со овој фестивал сакав, бидејќи имам и некои охридски корени породителите, сакав на одреден начин да се заблагодарам на верната публика, и стварно тоа траеше прилично долго, дури ден денес некои луѓе ме прашуваат зошто не го продолжиме. Тоа беше една фина манифестација во сред лето кој Охрид препу. И најверојатно ќе се обидам да го продолжам. Али во некоја помодерна верзија? Да, сосема различна, но веројатно ќе пробам дури можда уште следната година. Иво, кога јас ги изрецитирав наизуст личностите кои што мислам дека треба да бидат представени, тие имиња ти беа познати? Некој да. Некој да. А брендовите што ги водат? Ги препознавам така ги врзувам ја име со бренд. Треба ли нешто да направи повеќе Стопанската комора на афирмација на брендовите? Мислам дека знаеш како, успешните брендови народот ги знае, ако е прехранбена индустрија нема проблем. Другите ги слуша на телевизија или ги слуша по медиуми. Но таквите успешните брендови, тие што стварно добро работат и што го терат економијата напред, треба да имаат не некоја повластена, али малку треба да имаат поголема присутност во медиуми, во... А што треба да се направи по тебе професионално? За да станат да популарни брендовите, да допрат до секого. Ја мислам дека тоа е работа на самите брендови повеќе отколку на комората. Не верувам дека, бидејќи вие имате тамо 100-150 членки, малку потешко би било вие да ги промовирате. Мислам дека самите брендови треба да го малку името да го избилдаат повеќе, затоа што ние имаме членки, треба да ставиш уште една дупла. Стопанската комора има многу членки, иако во јавноста се добива впечаток дека таа ги застапува големите бизниси. Да, големите бизниси се тука, кај незе, меѓутоа малите се присутни затоа што тие мислат ако бидат во додир со големите дека ќе добијат некој бизнис, дека ќе научат нешто повеќе и така натаму и така натаму. Што е? Затоа што бизнисот и дружењето со меѓунивно на саемите, на меѓусебните контакти и така натаму, е врзано за добивање на нови сознанија, нови искуства и така натаму. Од секој од тие луѓе може да се научи и да се примени, да се нешто направи што ќе донесе пари, што ќе донесе нов пазар и така натаму. И јас сум многу среќен кога ќе бидам во посета на компаниите, затоа што тука компарирам, учам некои работи што и јас не ги знаам, а се во интерес на компаниите да ги знаеш. Прашањето на регионализацијата и на излегувањето на регионалниот пазар како припрема за пазарите на Европа и пошироко пазарите во светот се многу значајна работа во нашата активност и ние упорно работиме на тоа да им помогнеме на компаниите, затоа што се сметаше дека во овие услови и времења во кои што живееме, дел од работите ќе исчезнат. Меѓутоа не исчезна нити саемите, нити радиото, нити новините и така натаму и така натаму. Напротив, излегоа електронските медиуми, меѓутоа и овие се задржаа свое место што е значајно за нивна популаризација. Што ти како човек кој што цел живот се бави со една бизнис, со една индустрија која што е специфична, можеш да им порачаш на младиве македонски бизнисмени? Тоа е порака за нивната упорност, тоа е порака за нивната надградба, тоа е порака за нивното доживотно учење, што е? Јас не само нив, него на сите млади луѓе би им порачал дека прво треба да откријат тоа што сака да го прават. Тоа е најважно. Значи, оној момент кога ќе се одлучиш да го работиш тоа што сакаш, тоа не е професија во класичен смисол на зборот, тоа е веќе нешто што ти прави задоволство повеќе отколку што те замара. Значи, прво, ако тоа го осознаат, следниот чекор е превземање на конкретни
активности за да се влезе во таа работа И професионално. употреба на специализирани алатки. Апсолутно, значи во зависност од тоа за што ќе се одлучат, да се едуцираат што е можно повеќе, значи да се едуцираат за таа област што е можно повеќе, да осознаат што повеќе успешни луѓе, бидејќи од успешните се учи. Знаете што предприемачите се креативни луѓе, не може да е предприемач некреативен тип. Тој мора да е креативен, мора да има многу енергија, да има упорност, да има храброст и тие луѓе се секогаш интересни за дружење затоа што тие се бескомпромисни во она што го решиле, без една сериозна оштрица во одењето напред, не можеш ништо да направиш. Ако ги погледнете сите оние кои имале некаков бекап со сигурна работа, не знам, се занимава со нешто, ама има плюс и уште нешто, тие луѓе најчесто не успеваат во ништо, затоа што се расплинуваат и малку се улукуваат во она што е сигурен бизнис, ова им станува само хоби и тука нема никаков напредок. Значи, кога ќе се фокусираш на нешто, тоа мора да се оди до крај, мора да се биде упорен, храбар и без компромис. Сигурно уз работата можевте да го имавте шанса да го прошетате целиот свет. Да, како не. Кои се омилени дестинации на Војанковски? Европа е најубавата, мислам, најубавиот континент, околу во Америка, освен Њујорк, немам некакви посебни желби да одам било каде, пошто сето друго го е малку повеќе или помалку познато од филмови. И во Европа, мој омилен град е Париз, во Азија многу ми се допадна Јапонија, Виетнам е интересна држава, Пакистан е интересна држава. Но кога сега би добил тикет да патувам негде, би го избрал Париз повторно. Париз е град со огромна историја, со многу уметност, со многу мода, со музика, со гастрономија, со просто и да не постои нешто што може да ти прифали. Тој е град толку инспиративен град за секого, да не знам, тамо е секоја задоволство да се оди. Исто така, во текот на своето работење, сретнавте и исклучително многу личности од областа на музиката, на јавниот живот. Со кој станавте пријател? Имам многу пријатели. Работејќи со... Мојата работа била да работам со селебритис и скоро со сите сум во добри односи. Ние со никој не престанавме да се дружиме или да се слушаме. Да се разбира, животните патишта не однеле на разни страни, но голем е бројот на луѓе со кои сум се запознал и морам да кажам дека сите од нив се интересни. Сите имаат интересни приказни, имаат интересни кариери, дури се интересни за дружење. Тоа специфика. Да, и така да не знам, не би одвил некого посебно, али имам навистина убави спомени од сите тие пријателства и дружења. Ако треба да одвам, да издваме на некоја анегдота, ако тоа ме прашуваш, имаме интересна случка, една која ми се случи пред многу години, бев со два мои документарци, бев влегува на најголемиот филмски фестивал во Јужна Америка, во Сао Пауло. Тоа е фестивал кој трае скоро 10 дена и на кој учествуваат најголемите светски режисери доаѓаат таму. Јас отидов со филмовите, ги примија, филмовите бев изненаден кога ги примија, но окей, викам, ајде ќе отидам на еден голем фестивал да видам како изгледа. Се упознав со директорот, се викаше Леон Каков, еден фин господин кој му беше драго. Вика, ја не сум чул ништо од Македонија, освен за филмот Пред дождот и мило ми е што имаме што доаѓа човек од Македонија, фестивалот. И толку беше првиот ден, меѓутоа кога се отидов на спиење вечерта, Сабајле се будам, гледам едно 6-7 пораки од директоров, хитно се јавам Сабајле кај негова канцеларија. Стварно не ми беше јасно зошто толку хитно треба да се видиме, но нема везе, станав, се избричив, отидов кај негова канцеларија, негде 8:30-9.
При тоа бев уште ненаспан, джет лег, летав од Европа, вечерта стигнав, имаше некој парти до Сабајле, така да дури не бев ни сигурен дали е тоа се што ми се случува сон или јаве, но нема веќе стигнав кај него и он ми вика, знаеш како, во жирито на фестивалов имаме 5 души. 4 се стигнати, но еден, тој некој познат мексички режисер, од приватни некои причини не е дојден. Јас ти го нудам неговото место во жирито на фестивалот. И јас бев малку изненаден, викам, морав да му признам, викам, знаете што јас не доаѓам од светот на филмаџи, изберете некој филмаџија, бидејќи сметам дека треба да биде човек што е стручен малку, нели, јас доаѓам од свет на музика и филмовите со кои сум дојден се музички филмови. Така да мислам дека не сум адекватен. Он ми рече, не се секире, ти би сакал во историјата на фестивалот да остане дека имало и човек од Македонија во жири. Никогаш не сум имал, ова е добра прилика, кој знае дали ќе дое некојаш македонец. Нити бил, нити можда ќе дое. Добро, викам, окей. Што значи тоа? Тоа значи, вика, од овој момент идеме на пресконференција и од тој момент, вика, ќе гледаш секој ден по 4 до 5 филма. Добро, викам, ајде тоа искуство да го пробам. Бидејќи, мислам, јас со музичари сум живел и тој свет ми е релативно познат. Со филмаџи не сум имал такви искуства. И од тој момент моето присуство во Сао Пауло се сврте за 360 степени. Значи, прво добив президеншал сјут у хотелот, добив шофер кој ме возеше со бели ракавици, бидејќи опасен е градот и не можеш да се движиш секаде пешки, навистина опасен, сериозен криминал има. И после доручак од 10 саат, 11, почнувавме со гледање на филмови. Сите петорица. Јас ги запознав луѓето, но не знаев кои се. Не сум слушнал за нив. И како пројаше време, откривав дека се тоа, навистина, таа, меѓу нив имаше најголемата бразилска филмска звезда, беше тамо, португалска една глумица, па не знам, директор на Циришкиот филмски фестивал, директор на фестивалот од Монтевидео. И што се случи? Во наредните неколку дена, бидејќи после пресот се дозна, почна да искачат по весници наши слики и така натаму, во наредните неколку дена добив неколку покани за ручаци или вечери од врвни ликови од светскиот филм, кои беа таму дојдени со своји филмови. И тоа е као што е кај нас, као што има лобирање по фестивали, по истиот принцип и таму. Дури бев навистина изненаден што, не знам, има една глумица Марија Дел Медеирос, позната од филмот Pulp Fiction на Тарантино, му беше девојка на Брус Вилис, таа што ја вози Брус Вилис на мотор. Со неја излегов на ручек и она ми го презентираше незиниот филм, мислам, изборувавме за тоа и не можев да верувам дека она всушност е и филмски режисер, дека е и филмски режисер и продуцент и главна глумица во незиниот филм. И тоа се навистина големи филмови кои таму ги гледавме. И нема везе, после тоа, не знам, имав прилика да видам најелитните ресторани во Сао Пауло, бидејќи наносе на најдобрите места. Не знам, на стварно во едно, тоа беше крем дела крем од светот на филмот. Имав едно неверојатно искуство, дури се запознав и на филмскиот фестивал победи еден филм кој се викаше Аморес Перос, во превод значи кучешка љубов. Мартинес беше некој режисер на тој филм, кој тоаш уште беше непознат. Во меѓувреме стана голем холивудски режисер, пред 2 години го доби и најпрестижната награда Оскар. Така да тоа е една вака епизода од мојот живот кој не сум сонувал дека би можел да улетам во една таква комбинација, но истина беше интересно. Така да кога работиш во овој ентертейнинг бизнис, разни работи се случуваат. Мислам, а после остануваат и као мрежа, и алатка за користење. Се разбира, тоа е всушност најголемата инвестиција на било кој менаџер, контактите. Да резимираме, значи наменска средба во комората со твој предлог за афирмација на македонските бизнисмени во подкаст, прифатена иницијативата, видоизменета, стокмена направена за исклучително брз период од 1 месец,
до стартот на активностите. Ќе ги видиме луѓето кои што ќе го водат македонскиот бизнис во наредниот период, во наредните 10-20 години, кои што со целиот ризик ќе влезат да остварат поголема профит и додадена вредност на македонските производи. Мислам дека ќе биде интересно, гледачите ќе го дадат својот суд. Она што покрај тоа сакаме да го постигнеме е да создадеме услови и да ја афирмираме методи за пронаоѓање на кадар, за негување на тој кадар и за поддршка на тој кадар да успева намерите, кои што се зашто имаме искуство, и на тој начин ево да пополниме една сериозна празнина која што постои во медиумите и да се обидеме да промениме свеста на луѓето и према луѓето и према бизнисите и према нивните носители кои што се исклучително значајни за развој и на општеството, и на државата, и на фамилијата, и на ова. Се радувам што заеднички ќе учествуваме во еден таков. И јас исто, Бранко, прво сакам да се заблагодарам јавно што ја прифати мојата понуда да го реализираме заедничко овој проект, бидејќи без тебе навистина беше невозможно. А истовремено се слагам потполно со сето тоа што го кажа. Ова мојата замисла за овој подкаст беше да конечно во медиумите, во дигиталните медиуми се појави некаков проект кој ќе биде подстрек, ќе биде као некаков рол модел, ќе биде надеж на младите момци и девојки кои допара доаѓаат, сакаат да влезат во некој приватен бизнис. Дека можат да успеат и тука, дека не мора да фаќаат авиони прво да отидат во Америка, Австралија или не знам низ Европа, дека оние што знаат и што умеат и што се упорни и што имаат креативни умови, дека можат да успеат и овде да живеат многу добро, дури подобро него надвор. Затоа што Македонија е мала, ако сите ја напуштиме затоа што е подобро негде другде, ќе остане една пољана овдека. Мислам дека намерата на овој подкаст е да докажеме дека има светли ликови, има светли примери кои се успешни и кои се инспирација за другите. Така да, ако успееме да направиме барем еден или двајца од нашата публика да тргнат заради нас по тие патишта, веќе сме постигнале голем успех. Така е. Мислам дека ова наше дружење ќе изроди многу други идеи. Ова ќе отвори перспектива да се размислува дека бизнисот е начин на живот од кој што сите практично екзистираме. И мислам дека треба да бидеме горди ако ја ствариме целта за која што ја кажавте, а тоа е да сме скромни и да претендираме да неколку луѓе прифатат и бидат дел, мотивирани да бидат дел од оваа групација на луѓе која што ќе погледаат во наредниот период, и мислам дека нема да никој да се чувствува дека го изгубил времето. Значи, ги повикуваме гледачите во наредниот период со задоволство да го гледаат овај подкаст, што ќе носи наслов Бизнис клуб, и во тој клуб да се шират и луѓето, и перспективите, и оквирите, за да стане препознатлива работа на една друга Македонија, на една нова европска и современа Македонија во која што бизнисот ќе биде на се. Така е. Да си посакаме успех во овој проект и да продолжиме понатаму и ние. Благодарам.